Топол ден на градскиот плоштад во градот Херој Прилеп. Часот е речиси 18. Најверните симпатизери на ВМРО ДПМН со знамиња во раце веќе некое време се седнати пред бината во исчекување на почетокот на партиската трибина. Темата е решенијата што ги нуди опозицијската партија на тема земјоделство. За поголемиот број граѓани што задоцниле, нема место на столчињата и неколкуте клупи. Малку по 18 часот, портпаролката на ВМРО ДПМН, Марија Митева, заедно со домакинот, градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски, ја започнаа панел дискусијата. Во публиката беа претежно повозрасни. Столчињата пред бината беа резервирани за највисоките ешалони на партијата и за коалиционите партнери. А на трибините беа сместени помлади симпатизери и членови на Унијата на млади сили. Имаше и малолетни, па и бебиња. Со задоцнување од 20 на минути пристигна и лидерот Христијан Мицкоски, кој беше пречекан со аплаузи од публиката. Присутните го чекаа својот момент за да се поздрават со председателот. Пред да започне говорниот дел се интонираше химната, а кај втората строфа посветена на Илинден и македонските револуционери, во првиот ред се протна постар човек, кој во рацете носеше таписерија со ликот на Гоце Делчев. Дали стануваше збор за пропуст на обезбедувањето остана нејасно, но набрзо по појавувањето, непознатиот човек беше замолен да се повлече. Додека пратениците и експертите за земјоделство на сцена дискутираа за политиките на власта, ние тргнавме во обиколка да дознаеме какви се мислењата и ставовите на симпатизерите на најголемата опозицијска партија за некои актуелни прашања во државата. Едногласни беа само за едно прашање: дали би поддржале коалиција со ДУИ доколку ВМРО ДПМН победи на следните избори. Не сум јас за ДУИ, да ти кажам право, нека слушни народот не сум, пошто треба да бидеме македонци сите, стоетинети да освоиме некоја влада. Мислам дека после 20 години се фаќа корени така да порно да се нешто измени по мое. Нема потреба, тие не се потребни таму. На прашањето дали бугарите треба да влезат во уставот, тема на која се одвива дебата на највисоко политичко ниво, симпатизерите на ВМРО ДПМН со кои разговаравме во Прилеп се со различни мислења. Не сум за бугарите да влезат. Зошто? Не сум. Бугарите не се наши. Да, али под вакви услови не. Кои се овие услови сега според вас? По мое уценувачки и подценувачки. Зошто да не? Бугарите се бугари. И јас имам бугарско државенство. Јас сум бугари, не. Так, сметате дека се реални стравовите на политичките партии, дека еве со внесувањето на бугарите? И што? Ќе се помести земјава? Нема да се помести земјава. Нека се внесат. И турци, и сите, значи што се во државата, нека се внесат. Ама лошо е што албанци ги внесеа со 25-30 таму посто, му дадоа сите права и фазла од нашите. Ако се со честа намера, нека биде во устав. Сите народи нека биде во устав, ама да биде со честа намера. Ми не смета тоа, бидејќи и другиви народи се внесени во уставот, бугарите не е некој проблем голем тоа. Свое видување за вметнувањето на бугарите во уставот имаше еден симпатизер на ВМРО ДПМН кој во родниот Прилеп се вратил по повеќе од 30 години живот во Австралија. Тоа е диктатура, тоа е голема диктатура, тоа не постои во светот, во Зимбабве. Мене Фиџи ме однесо еден остров, тоа го нема. И Зимбабве и Тумбузија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Поречи си еден час од неговото пристигнување. На бината пред споменикот на Крали Марко се појави Христијан Мицкоски. Во говорот се осврна на неколку точки: зајакнување на националното единство, погубните политики на владата, уставните измени за внесувањето на бугарите во уставот, а Мицкоски испрати и порака до странските дипломати кои отворено го поддржуваат отворањето на македонскиот устав. Кога ги предупредивме дека тоа што се обидуваат да го договорат за нас е неприфатливо и нема да го прифатиме. Не игнорираат. Кога им нудевме решенија изминативе месеци наназад,
Господата од Брисел и од меѓународната заедница не подржа. Па овој народ не може повеќе да трпи. Овој народ гласно ќе зборува на следните парламентарни председателски избори, каде што ќе победи ВМРО, ДПМН и коалицијата. Додека Мицкоски читаше од листот на говорница. Паралелно, на спротивната страна, од телефон говорот го читаше и симпатизер на ВМРО ДПМН во публиката. Забележавме дека тој е задолжен да ги насочува реакциите на публиката, како во оваа конкретна ситуација што ја улови нашата камера. Со завршувањето на говорот на Мицкоски, започна пиротехничко шоу на младинците на партијата. Со ова се означи крајот на двочасовната програма. Додека гореше последниот факел, платото брзо се празнеше. Со знамиња во раце, симпатизерите заминаа дома. Додека ВМРО ДПМН прави трибини на кои присуствуваат поголем број луѓе, пристапот на СДСМ е различен. Теренските активности на социјалдемократите се прават во помали групи и најчесто во еден ден повеќе каравани посетуваат повеќе општини и повеќе населени места во тие општини. Ние одлучивме да го посетиме караванот на рамо до рамо во Радовиш, град во кој локална власт е ВМРО ДПМН, а потоа да одиме и за Струмица. Во Радовиш беше подпредседателот на СДСМ Перо Костадинов, а настанот се одржа на детско игралиште, нетипично за ваков собир, далеку од центарот во населба со куќи. Нешто пред 18 часот започнаа да доаѓаат симпатизерите и функционерите. Откако беа поставени банерите во црвена боја на кој е испишано и мотото на активностите, пред нас собраните започнаа обраќањата на препознатливите лица со црвени елеци. Без разлика што одлуките кои што беа носени можеби чинеа и го чинеа СДСМ личен рейтинг, во прашање се државните цели на државата и кои да прашате сега во државата, вклучувајќи го тука и ВМРО ДПМН, која е стратешката цел на државата, тоа се нашите стратешки цели, да бидеме земја членка интегрирана во НАТО, што практично и сме, и да бидеме земја членка на Европската Унија. Во говорите, партиските лица се задржаа на неколку теми. Деструктивното однесување на опозицијата на локално ниво, економската криза, со која, според нив, властите успешно се справуваат, уставните измени. Поговорите следуваа и прашање од публиката. Дали и водостопанството на Радовиш ќе се земе како и другите институции, ќе се однесе во Радовиш, во Струмица или во Штип? Тоа е прашање на реформи. На собраните граѓани продолжија со прашање што на нив им значат на локално ниво, но и за иднината на централно ниво. На собирот присуствуваа 50 симпатизери на СДСМ и овде имаше малолетни деца и бебешки колички. Во еден момент, група деца со велосипеди што сакаа да дојдат до игралиштето каде што веројатно најчесто се дружат, но брзо се предомислија откако ги видоа на собраните. Пред да заминеме, поставивме неколку прашања до симпатизерите на СДСМ. Дали сметате дека е прифатливо дуи да не биде дел од владата или треба да остане дел од владата? Мислам дека треба. Бидејќи тие се еден од чинителите на политичката структура во Македонија. Па јас мислам дека сега добро оди на СДСМ и на ДУИ, треба да се заедно. Тоа го мислам. Вашето мислење за внесување на бугарскиот народ во уставот, дали сте за или против? Па слушај, пошто има и други, мислам дека треба и тие да се преседнат во уставот. Ако веќе се одлучи да струката го каже тоа дека треба да се, нека биде. Од Радовиш има помалку од половина час возење до Струмица, градот кој долги години е бастион на владеачката партија. И настанот во Струмица, како и во Радовиш, повеќе личеше на малска средба бидејќи се одржа во Сокаче, пред поранешен штаб на СДСМ во една од местните заедници. Од раководството на СДСМ присуствуваа директорот на Агенцијата за катастар Борис Тунџев и директорот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор Боре Еркечов. Најавен беше и градоначалникот Костадин Костадинов, но тој не се појави. И во овие 3 години, во тој период кога се соочувавме со сериозни предизвици, владата на Социјалдемократскиот сојуз, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, не заборави на граѓаните. И тука, како и во Радовиш, во фокус беше актуелната ситуација во земјата.
На средбата беа присутни 30 на луѓе, заедно со партиските представници. Бидејќи настанот се одржуваше на улица, честопати присутните мораа да се поместуваат, бидејќи покрај нив поминуваа автомобили. Се обидовме да ги прашаме присутните за став за неколку актуелни прашања, но не идовме на отпор. Ни треба околу 30 на минути за да ја убедиме двајца соговорници. Сметам дека треба заедништвото да се постигне помеѓу македонските партии. Опозицијата. Позицијата малку заеднички да ги разгледаат ставовите, да видат што е оно што е, да кажеме, подобро за сите нас. Тоа национално единство требаше многу порано. Уште кој Зоран Заев им предлагаше, ако победа, да им дадат 10 пратеника. Ако спротивно победа, да им спротивна страна. Али опозицијата, мислам, опозиција, тогаш не знам како беше, не се согласија. И за тоа дојдовме до таа ситуација. Го поставивме и прашањето кое е жежок костен во општеството, дали се за или против внесување на бугарите во уставот. Не смета, нели, пошто веќе сите сме вклучени и многу етникуми се внесени во уставот, па и они ако фигурираат како такви. Ако може да влезат срби, албанци, да не ги, мислам сите да ги броеме, зашто да не и они. Значи, тоа е исто. Тоа е само политички. Иако во воведните говори и власта и опозицијата не пропуштаат да споменат дека овие активности не се дел од некаква предизборна кампања, бидејќи изборите, барем оние регуларните, би требало да се одржат следната година. Сликата од терен кажува друго. Поучени од минатото, изгледа дека и двете партии сега навреме го мобилизираат членството за што подобар резултат на следните избори, кога и да се одржат.